инспирира Неве и ова утро во кујната, оно што особено е да речеме Ивана инспирирана, утринава вика ја чоколаден инспирирана, мус. ама Марко прави. Така е тоа. Таква комбинација. Инаку да, рековме дека ќе направиме чоколаден мус, нели секогаш и секој во собствената кујна според оно кое што го има на располагање, во смисла на тоа дека имаме навистина добро мекнато авокадо, кое што е нели неопходно за да се направи мусот, да. И за да може лесно да се направи, ни е потребно во таква форма умикнато и нели се разбира во комбинација со банана и какао, но ќе ставиме уште нешто плюс. Ќе ставиме путер од кикиритки, ќе ставиме и малку и бадеми и ќе биде сигурно вкусно. Да, ќе биде одлично и се разбира во текот на нашето правење на здрави масти, рецепт, да. Да не се претираме, меѓутоа нели? Да. Ова ќе го поделиме. Да. И ќе го направиме сега утринава чоколадниот мус. И тоа е во нека може би, да, тоа е во нека поблага форма, а авокадото како избор може да биде и во зеленчуковите салати, нели кои што се подготвуваат во овој период. А утринското будење го реализираме во овие минути и се разбира дека преку тоа, покрај тоа што слушаме за утринските ритуали, се запознаваме со утринските ритуали на оние кои што се наши соговорници на овој начин, дознаваме и новитети или нешто кое што би било добро дојдено како информација. Па тоа утро ќе го направиме со Искра Мануиловска, која што во моментов ја гледаме од Македонското еколошко друштво. Искра, ти посакуваме добро и пријатно утро. Како кадар убав. Да, гледаме дека си некаде надвор и ти благодариме што ова утро во овие утрински минути се вклучуваш во утринска на Телма со нас и со нашите гледачи. Добро утро, Искра. Добро утро, Марко и Ивана. Добро утро сите гледачи на утринска на Телма. Ви благодарам за поканата. Да, веќе не ти е нејасно и непознато можеби ова наше утринско будење и овие термини. Да. Така што ти благодариме што утрово си со гледачите и со нас. Секако благодарам за шансата да можам пораката на Македонското еколошко друштво да ја упатам до што е можно поширока публика. Наравно излегов пред зграда. Се уште не сум на пат кон работа, се уште не сум ни во канцеларија, бидејќи сакав да ги слушнете птиците во позадина, сакав да ги видите овие дрвја позадина. Прекрасно, благодариме. Се наоѓам во мојата населба, која што се наоѓа на 15 минути пешки од градскиот плоштад во Скопје. Сепак гледате колку е зелено, колку е пријатно, тука температурите преку лето и покрај тоа што не знам. Ако на плоштад или ако на булевара 40 степени, тука сигурно е барем 5-6 степени пониска температурата. Тоа е благодарение на овие дрвја кои што се наоѓаат тука околу мене, кои што се посадени во 50-тите и 60-тите години на минатиот век, кои што не само се пријатни за гледање и за разумува, туку се и дом за многу видови на птици, кои што ги слушате во позадина. Да. А птиците служат и на нас луѓето не само за да ни прават да ни биде пријатно, туку и ги намалуваат бројот на инсекти, бројот на комарци и останати поднаводници штетници кои што ги има во градовите. Да. Па така, јас не се сеќавам кога последен пат комарац дома требало да пркам. Поради овие птици, не само поради нивната песна, туку поради тоа што ме бранат од комарци. Заштитена си, да не се мислиш да не купуваш можеби апарати или некакви други аксесуари кои што се за против инсекти во случајот. Интересно е што го спомнам. Да, нешто што може да биде навистина здодевно во овој летен период се токму комарците, а бидејќи Искра го започна нели овој наш разговор со токму со птиците и онако што меѓу другото во нашиот разговор ќе биде апел до секој од нас се разбира да се грижиме во овие топли денови или високи температури токму за птиците, а тоа би го правеле на многу едноставен начин кој што не одзема време, ако што бара малку поголема свесност за тоа колку се тие важни и како треба да се грижиме. Па велите и Македонското еколошко друштво испраќа пораката која што ја има и на нели порталите и може да допре до секој од нас дека навистина треба барем онаму каде што е соодветно во нашиот двор или на тераса, на балкон, каде што имаме можност да оставиме во некој сад вода и се разбира тоа да биде на дневно ниво со оглед на тоа што и за птиците некој треба да се грижи, за и тие да бидат хидрирани се разбира како и луѓето. Така, исто како што им треба нашата чувачка помош преку зимата со прихрана, кога во незимски месеци не може да се снајдат со ноѓање на храна во просторот околу нас, така е важно и преку летниот период, кога постојат вакви горештини и топлотни бранови, на нашите балкони, во нашите дворови, во нашите нели отворени простори од домовите, може доколку некој нема балкон или двор, секако тоа може да го направи на неговиот прозорец. Значи секој кој што сака да помогне може да го направи тоа.
важно е садовите во кои што им ставаме вода на птиците да бидат плитки. Бидејќи птиците се плашат од длабоки садови и важно е нивото на водата која што ќе им го возможиме да биде некаде до 2 максимум 3 сантими длабока, бидејќи од по-длабока вода бегаат, се плашат и не се охрабруваат да се напијат. Тоа може да го проверите ако на пример ставите вода во некоја празна кутија за сладолата, која наполните целата, нема да и се доближат на таа вода. Меѓутоа, ако наполните некоја стара керамичка пепелјара, од оние што се плитки, да речеме 2 до 3 сантиметри, наполнете ја пепелјарата, ставете ја на вашиот балкон и ќе видите дека за неколку минути, некој саат потоа ќе почнат да ја посетуваат птиците. Освен што пијат вода, птиците секоја шанса ја користат што најдат вода и да се избањаат, да се уладат, да си ги уладат крилја, да си уладат телата. Па така е важно да го правите тоа редовно. По можност наутро и навечер или доколку работите од дома, доколку поминувате повеќе време дома, да го правите тоа почесто, доколку не ви е тешко, почесто да ја менувате водата во керамичките садови кои што ја поставувате за птиците, и тие ќе бидат престрекни, ќе направите голема работа. И да не забораваме дека самите птици како видови, сите тие и сиот тој полн диверзитет на птици во светот се неопходни за секако тој ланец и почитување на екосистемот. И што се случува, можеби Искра, вака можеби да им појасниме, ако можеби ете имаме некакви податоци, кога некоја птица исчезнува од своето подрачје, ја снемува, и зошто се важни генерално за екосистемот? Како што кажав и на почетокот на моето јавување, доколку ги нема птиците, ќе има голема наезда на инсекти. Ние не сме свесни колку голема услуга ни прават на нас. Не само птиците, туку и останатите животни кои што се дел од екосистемот во синџирот на исхрана, од кој што и ние самите сме дел. Доколку ги нема птиците, ќе има голема наезда на инсекти, што секако ќе го наруши квалитетот на живот на човекот, не само затоа што се непријатни инсектите, туку и поради тоа што некои видови на инсекти знаеме дека пренесуваат и зараз. Да, кои се фокус темите на Македонското еколошко друштво сега во моментот? Знам дека имавте нели ден на рисот, особено да ја истакнеме нели важноста и неопходноста за овој тип и генерално и рисот широм светот, па и во Македонија. Така, прославувањето на светскиот ден на рисот помина одлично. Направивме мала коктел забава, промовиравме мурал на балканскиот рис, на објектот на театар комедија во Скопје. Споминавме одлично на коктел забавата со членството. Имаа шанса да се запознаат со тимот на МЕД, да прашаат се она што сакале да прашаат, да немале кога и како, можеби немале прилика. Во моментов додека зборуваме, дел од моите колеги се на пат кон Буковик, каде што треба да го проверат напредокот на садниците кои што ги посадивме во април оваа година. Станува збор за 21.000 садници букови дрва, кои што понатаму ќе бидат за некои 15-20 години букова шума, која што ќе бидат дом за балканскиот рис и за сите оние други животни кои што таму живеат, зајаци, срни, кои што служат како храна за рисот и се дел од синџирот на исхрана. Понатаму во моментов вршиме селекција на фотографии од балкански рис, кои што ги имаме направено ние со фотозамки, бидејќи од септември па натаму подготвуваме нова изложба, токму со тие фотографии со кои што ние располагаме од балканскиот рис. Понатаму во текси уште фотоконкурсот на слики од клисури, од хабитати во клисурите, од видовите кои што живеат таму. Па така ќе имаме... Тоа беше и фотоконкурсот, ако не грешам, така Искра? Во тека до 30 септември. Значи може да се пријавуваат се уште? Се уште може да ни испраќаат фотографии на member@mes.org.mk. Значи ќе имаме многу новитети за следно гостување тука во Утринска на Телма, но кога сме на тема утринско будење, покрај тоа што се информиравме за новитетите на Македонското еколошко друштво и го испративме апел од оние кои што не следат утрово, особено за птиците и за се разбира поставувањето вода под нас секој од нас во плитки и садови, онаму каде што може. Искаво меѓувреме оде и фотографии од тебе и видовме дека навистина си љубител и на природата и на животните, нешто кое што те карактеризира тебе, а се разбира и твојата професија. Но како ти започнува денот, тоа е и составен дел или прашање во оваа наша рубрика во однос на утринското будење, утринските ритуали и утринските минути за себе. Денот ми започнува, за жал, со проверување на телефонот. Се трудам да не биде тоа така, меѓутоа рефлексно првото нешто што го правиме, посегнувам по телефонот, проверувам нотификации, дали некој пишал пред да се разбудам, што е првото што треба да се направи, каде горе, што се случува. Не буквално каде горе, туку дали некаква итна работа се појавила што треба да биде средена.
Понатаму кафе, се трудам да пием што е можда помалку кафе, меѓутоа сватив дека во последниве 7-8 години сум станала зависник од кафе. Не можам да престанам да пием кафе, иако урано додека бев студент пиев кафе еднаш месечно, еднаш на 2 месеци, не знам што се случи, сега пијам по 2-3 кафења на ден. Не треба да биде тоа така, штетно е кафето, меѓутоа ета. Пиев кафе дури и пред ова утринско будање на Телма. Понатаму удам во канцелариите на Македонско еколошко друштво, кај што се гледам со моите колеги, заедно разговараме, се консултираме, се координираме за активностите, бидејќи сите овие активности кои што ги реализираме, не ги правиме самостојно. Ние сме буквално врзани еден со друг, не може ништо да се направи сам, така да за секоја од нашите активности функционираме сите заедно како тим. И важно е да бидеме цело време или заедно, да бидеме заедно што е можда повеќе, бидејќи добар дел од колегите постојано се на терен, па така секоја шанса да ги сретнеме, да ги начекаме во канцеларија е многу драгоцено за да се договориме, чекај до каде сме, што ќе правиме. Да. Искра, не претируваш многу со кафето, до 2 кафиња вела дека е нормална граница да се пијат во текот на денот, така без грижа на совест. До толку е легитимно барем некако. Така е, да, инаку на фотографијата видовме еден убав бел мачор. Дали е тоа твој мачор? Тоа е добро прашање. Тоа е мој многу драг мачор. Пред неколку години работа во една компанија која што се вика Picasa Analytics. И таму една од моите колешки имаше најдено мачор во околината на Мавровка, таму се наоѓа фирмата, и го чувавме уште од мало мача во канцелариите на компанијата. И јас колегите велеа дека мене најмногу ме сака, јас не се доживував така, бидејќи постојано трчаше по мене, ме гребаше, ме гризаше. А јас многу го сакав, меѓутоа некако од дистанца, многу ми остана драг тој мачор, бидејќи ретко имам прилика да не чувам мачки, никогаш не сум чувала, не сум имала прилика да живеам со животни, меѓутоа тој мачор во канцеларијата во која што работев не беше Ево го мачор. Милениче канцелариско. Да, ево во моментов го гледаме, навистина убав. Немаше име, мачор го викавме. Да, сега баш е живее мачор. кај мојата колешка, поранешна колешка Елена, сакам да ја поздравам во оваа прилика, бидејќи стана премногу тежок за чување во канцеларија, ги напаѓаше и странките кои што доаѓаа во фирмата, па така свативме дека мора да се тргна од таму, меѓутоа ми остана многу драг. Да, ете, добро споделивме една убава приказна за овој мачор фотогеничен кој што го гледаме и на фотографијата. Исто како тебе, Искра, и она кој што се разбира ти ни го возможи да видиме и каков е твојот дел од денот или секојдневието покрај работата во Македонското еколошко друштво и она кое што можеме заедно да го порачаме или апелираме до сите наши гледачи. Ние ќе имаме подоцна и вклучување од зоолошката градина, нели како таму се грижат за животните во овие топли денови и високи температури, а и секој од нас каков пристап има и колку е колку ни е грижата и свесноста во однос на оние улични кучиња и мачиња кои што навистина треба да ги згрижиме и да ги напоиме, како велиме, во овие летни денови и да бидеме свесни дека навистина треба да ги чуваме животните и нормално животната средина. Ти благодариме што ова утро Искра, благодариме од се разбуди заедно со нас, така кажано се разбуди, иако нели ти почнуваат утрата и порано, но и по динамично, како што ни спомена, па ти посакуваме успешен ден. Имајте убав ден и вие и вашите гледачи.